Добро вечер, ова е гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јулија Велковска. Во ова издание во Вашингтон прославен денот на македонската независност, но најпрвен кус преглед на најновите вести од САД. Американскиот председател Барак Обама вечерва ќе се обрати во Конгресот во уште еден обид да оствари поддршка за својата иницијатива за реформа на здравствената заштита. Најтешката задача на Обама ќе биде да ги убеди скептиците републиканци, но и некои умерени сопартијци и демократи, дека неговиот предлог за владина програма за здравствено осигурување, што би конкурирала на приватните, е полезна и остварлива. Критичарите тврдат дека таа практично представува владино преземање на здравственото осигурување. Потребни дополнителни пари со цел НАСА да го врати човекот на месечината, вака стои во извештај на работна група на Белата куќа, што истражува американската вселенска програма, објавен во вторникот. Групата предвидува дека се потребни нови 3 милиарди долари згора на постојаниот годишен буџет на НАСА од 18 милиарди со цел агенцијата да оствари задачата до 2020-та. Враќањето на месечината е дел од поголемиот проект за испраќање на човечки екипаж на Марс. Проектот го предложи поранешниот председател Џорџ Буш во 2004-та. На US Open во Њујорк на дневен ред се четвртфинални средби. Синоќ актуелната шампионка Серена Вилијамс се пласира во полуфиналето по победата над италијанката Флавија Панета. Во машка конкуренција хрватот Марин Чилич го изненади вториот носител Енди Мјуреј од Британија. Третиот носител, шпанецот Рафаел Надал, го победи Гал Монфис од Франција. Амбасадата на Република Македонија во Вашингтон вчера со прием ја прослави 18 годишнината од независноста на земјата. Прилогот е на Јане Бојаджиевски. Пред бројни гости, дипломати и селеници, Македонија во Вашингтон ја прослави 18 годишнината од независност. Амбасадорот Зоран Јолевски смета дека по речиси 2 децении премрежја, земјата е на добар пат кон Европа. Исполнивме критериумите за да се интегрираме во европските интеграции. Се разбира, останува и одредени работи се понатаму работат, дека посебно во процесот на интегрирање во Европската унија, и оптимизм дека Македонија ќе влезе таму каде што и припаѓа. Гостинот, заменик помошникот државен секретар на САД Стюарт Џонс, ги истакна односите меѓу двете земји. САД се горди на пријателството и партнерството со Република Македонија. Ги споделуваме вашите аспирации за интеграција во европските и евроатлантските институции и го очекуваме денот кога ќе станете членка на НАТО и Европската унија. Република Македонија ја прослави 18 годишнината од независноста во Вашингтон. И овој пат беше потенцирано дека евроатлантските интеграции остануваат приоритет на македонската влада. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Љубителите на Битлси од денеска ќе можат да ја збогатат својата колекција со нова дигитална компилација од нивните numери, но и со видеоигра Битлси Рок Бенд. Пред 4 години откако сите документи беа подпишани од собствениците на каталогот, инженерите со несовремената технологија започнаа да работат на прочистување на звукот на песните од сите 12 албуми на Битлси. Преработените компакт дискови и на слушателите ќе им дадат можност да изберат меѓу моно и стереозвук, а ќе содржат и оригинални уметнички материјали и мини документарни приказни за изработка на секој од албумите. Во продажбата ќе биде пуштена и видеоиграта Beatles Rock Game, која возможува 6 луѓе да свират 45 numери на Битлси преку контролни копчиња кои емитираат звуци на инструменти. Се уште отворено прашањето за тоа дали каталогот на Битлси ќе може да се купи преку интернет. Компанијата Apple веќе најави пресконференција на денот на објавувањето на колекцијата албуми, засилувајќи ги шпекулациите дека е потпишан договор за користење на номерите преку iTunes. Дали има или нема таков договор ќе чуеме, а во меѓувреме музичкиот магазин Billboard предвидува одлична продажба.
Еколошко движење во САД представи нов начин за елиминирање на непожелниот плевел и трева преку изнајмување на кози. За сега се задоволни сите, и муштариите и козите. Овие гладни работници се мощно ефикасни. Цел ден јадат и наедно го елиминираат плевелот од тревните површини. Во општината Керол во државата Мериленд се донесени 50 на кози кои се очекува да го исчистат плевелот од 2 хектари земјиште. Козите се собственост на Джим Вайлдс. Првично бил задолжен за поставување на огради, но потоа решил да купи 350 кози кои почнал да ги изнајмува на неколку клиенти. Вели, бизнисот света. Со тоа што се повеќе луѓе почнуваат да се грижат за животната средина и одбиваат да користат фосилни горива, мислам дека оваа иницијатива ќе се развива, вели тој. Валд додава дека ги проверува козите 2 пати неделно да се осигура дека се здрави и дека ја вршат работата. Джули Слайком е биолог од Американската служба за риби, флора и фауна надлежна за ова земјиште. Таа вели дека козите вршат одлична работа. Според неа, за одржување на тревниците, козите се ангажирани веќе 2 година, а планот е ова да продолжи наредните неколку години. Во меѓувреме, неколку државни, локални и организации за заштита на животната средина ги здружија напорите и дневно одвојуваат по $1 за секоја коза. Козите се дел од проектот за спас на најмалата желка во Северна Америка. Растенијата и плевелот драстично ја промениле средината во која живее овој вид желка. Малата желка е реткост. Слайком вели дека употребата на машини или фосилни горива може сосема да ги уништи и затоа козите се одлична алтернатива. Но козите не се единствените во овој бизнес. За да се намали употребата на хемикалии, за одржување на здравата средина и земјиштето, се повеќе се користат и други тревојадни животни, како овци и крави. Утре во Newsflash. Нова технологија. Мобилно мозочно скенирање. На крајот ова се резултатите од нашата интернет анкета. На прашањето дали смртта на сенаторот Кенеди ќе влијае врз политичките процеси во САД, 57% одговоривте со да, 35% со не, а 8% со не знам. Тоа се за денеска, ова беше гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. За сите најнови содржини погледнете на нашата веб страница glasnaamerica.com. До гледање.